Благодарам, председателке. Дозволете на ова мое прво обраќање од говорницата на Советот на општина Штип да упатам поздрав до сите и да си посакаме убави квалитетни дискусии од кои ќе произлезат квалитетни решенија и одлуки за граѓаните. Бидејќи според деловникот беше кажано дека нема ограничување во однос на бројката на прашања, би поставил јас 4 прашања на ова моја или добро, може четвртото да го ставам 2 во 1. Двете прашања, односно во консултација и во соработка со граѓаните кои укажуваат на некои проблеми, да кажеме условно, произлегуваат овие прашања. Така што би запрашал прво зошто дали градоначалникот мислеше дека нема потреба во текот на овој цел период да излезе некој стручњак од таа област, да кажеме дали инженер, дел од некој од проектантите, аналитичар, за да ги каже стручно тие работи, бидејќи како граѓани, нели, и да излезе некој да каже тоа со стручна терминологија, јас ако не го разберам тоа би прашал некој стручњак да ми ги дообјасни работите, меѓутоа добро е во едни на тие стручни работи да се остават на лицата кои се стручњаци од таа област. Не може секој да биде стручњак за се, нели, како и градоначалникот. Второто подпрашање ми е за она што се донесе како решение дека конечно ќе се прави кружен, односно семафори, светлосна сигнализација, а нема да биде кружен тек. Ме интересира да ми се одговори врз база на која сеопфатна анализа е направено и донесен тој заклучок. Понатаму знаеме дека во текот на проектот се донесе некоја измена во содржината на проектот. Па прашањето ми е која е фирмата или поединецот кој го направил кој е направил таа промена, дали е тоа на инсистирање на финансиерот, односно Министерството за транспорт и врски, или на некој од администрацијата на општина Штип. И дали тоа изискувало некои посебни финансиски затоци, нели, таа промена во проектот. И последно прашање во консултација се разбира со градежни инженери и така натаму, лица кои се поврзани во областа на сообраќајната инфраструктура, беше укажано дека на таа раскрсница која се прави сега како нова не се предвидени сливници. Дали тоа не е предвидено воопшто во проектот или некој мислел дека нема потреба, се дополнително извадени од проектот. И во стоп на ова прашање би поставил исто прашање за улицата Панче Караѓозов, која исто беше актуелна во последните 2 години, конечно нели се направи. Прашањето ми е дали има направено технички прием за оваа улица и кои се имијата и презимијата на стручниот надзор кој се потпишал на тој технички прием.